Тоа го надополнувам со магистарски студии во таа насока, значи било тоа што го сакам. И се уште го сакам и верувам дека и година многу повеќе време ќе посветам на нова дејност и тут пак и научно ќе се посветам малце повеќе на нова дејност. Сепак имам некои амбиции за некои докторски студии кои што би биле во областа на политиката, поврзано со менеджмент. Така да, како дефиниција зашто баш политички науки од сегашен аспект не знам, иако како мал татко ми беше многу познат инженер-технолог од аспект на нафтена индустрија, со многу високи признани, понуди за соработка со огромни компании, познати европски во нафтената индустрија, и бев цврсто уверен дека еден ден ќе отидам во таа насока. Меѓутоа, како што поминуваш времето во средната школа, се определив сепак за општествени науки, верувам дека и сигурен сум во тоа дека не сум погрешил. Вие бевте многу успешен студент, значи се сеќавам на вас и од значи студентските денови. И апропоцилава ова ситуација која што се случи од, да речам така, минатата есен, па со својата кулминација во јануари оваа година од страна на студентското движење, како вие ги доживувате студентските права во Република Македонија и дали може да направите паралела во времето кога вие бевте средношколец и кога се запишавте на факултет и денес? Дали има подобрување во високото образование или не вака? Ова е чисто ваше индивидуално, видување. Не интересира. Кога запишувавме ние факултет, веднаш после средното училиште имаше приемни тестови, кои што беше една условно кажано голема треска меѓу сите средношколци. Значи уживавме малце во матурата, уживавме некои 10-15 дена после тоа до првите приемни испити, сите се затваравме по дома и немаше многу излегување. Беа максимално 30 на бодови и горе-доле за да се влезе во таа државна квота. Би требало да имате успех од 90% од вкупните бодови освоени, така да беше една голема треска. Со тоа што кога ќе поминеше, во уште подобро кога помине успешно да се влезе во таа државна квота, не со партиципација, беше едно огромно уживање, беше огромно задоволство. И сметам дека малце потешко ги поминувавме тие со поголем вложен труд, меѓутоа после тоа самиот труд што го вложиш ќе си го цениш повеќе, ќе го валоризираш и ќе ти се признае. Околу студентскиот пленум и протестите немам некој лично мислење, затоа што нормално е секој средношколец и секој студент да се движи, да се стреми кон тоа да помалце време посвети на учење, повеќе време да има за себе, за некои своји лични задоволства. И од тие истите причини мислам дека се случуваат, се потекнуваат овие малце контрапрофесорски, контра новите измени на образованието. Така да некој мој личен став е дека оној систем во кој што треба да се помине низ факултет, онака како што е наложено, треба да се помине. Не поради друго нешто, туку чисто поради себе. Колку повеќе знаење ќе акумулираш во себе, толку повеќе ќе вредиш ти самиот. Со тоа, со тек на време некои знаења обледуваат, некои ќе исчезнат, некои ќе се потсетиш, меѓутоа што повеќе акумулирано знаење имаш во себе, толку поголема содржина имаш во секој време и самодовербата што ќе ја стекнеш во тие 3, 4 или 5 години на образование е незаменлива со ништо друго. Ние кога учевме, па добар дел од тие испити ни беа на српско-хрватски јазик, па ги учевме и комуникацијата со професорите што имавме тогаш и онаа што постои денеска навистина не споредлива. Порано трчавме по професорите мислам, знаете вие, малку сте некоја година поискусно мене во тој систем, меѓутоа пак сме трчале по професорите за да стигнеме до еден краток одговор да или не. Сега доста подемократизирано тоа. Така да не сум случаен во таа област на образование, но личното моје искуство е дека треба да се поминат тие 4 или 3 години на факултет онака прописно, со сите испити научени, положени и било што. Јас како студент не памтам дека сум учел некогаш преку ден. Сите испити сум ги положил прво, без да паднам, меѓутоа сум учел после 12 на вечер до 5-6 сабајле. Така да има време за приватен живот и за спорт, и за активности, за излегување и за факултетот, што е многу важно. За тоа ќе позборуваме малку подоцна, но сега ме интересира и во интерес на нашите слушатели, би ве замолила Синиша да ни кажете, вие сте магистар, рековме, на политички науки, па дали сметате дека вложувањето во вашето високо образование и постигнувањето на академскиот успех ви помогна во градењето на вашата професионална кариера? Како го цените тоа? Апсолутно дека да. Во кои сегменти? Во сегмент на покрај тоа што се одлучуваш за образование, за високо, па и за магистарски после тоа, дека е многу битно твојата личната определба. Дали се речел дека нешто ќе почнеш и ќе го тераш до крај, или ќе почнеш па ќе пробаш да некако дотераш до крај со некој условно кажано на кривини. Видете, во секој оглас за некој подобро работно место си има критериуми.
Тие критериуми се цврсто врзани со твоите лични индивидуални способности, вештини, предзнања и знања што си ги стекнал во текот на образовниот процес. Нема ни едно работно место, не само во Македонија, туку било каде, ни за Европа и ни целиот свет, што не налага да за што повисока позиција има, што посоодветно образование, и оно што е сега веќе тренд, се поголем просек. Така да не може да се постигне, да се отиде на некој ниво погоре, ако немаш за тоа соодветни знања, признања. Плюс на сето тоа има уште ред други обуки, искуство претходно, поради тоа што еве во американскиот систем на вработување, освен тоа што те прашуваат каде имаш завршено факултет или средно училиште или мастер студии, прашуваат и каде си работел. Тоа има како прво искуството има многу важно и образованието, така да кога сум аплицирал за било кое работно место, оно што прво сум го истакнал било моето образование, што сум го завршил, поради тоа што го се стакнувам себе си, тоа е мојот личен труд што сум го вложил во претходните години за да дојдам до одреден степен на ниво. Јас самиот го ценам тоа и барам и оние што ја даваат она задача работа да го ценат, да го почитуваат. Добро. Сега во однос на ова, некако самото по себе спонтано ми се надоврсува да ве прашам, кој е вашиот став во однос на идејата за подигнувањето на свеста кај младите за активното спортување и дали вие се занимавате со некоја спортска активност? Од кога знам за себе, тоа ми е тема што често го разговарам со другарите мои, љубовта кон спортот малце на различно ниво. Кога бевме ние деца, влагавме по градилишта и ги молевме да ни дадат една табла, една греда, да ставиме ние самите шајки, да ставиме кош во мало. Сега додека самите општини им ставаат сите тие услови, рекреативни спортски игралишта со рефлектори, со клупи, со фонтани секаде, меѓутоа за жал гледаме помалку деца на кошевите, што па се надевам дека се влезени веќе во сала. Од кога знам за себе, сум во спортот и тоа е еден добар пат што би требало секој да го изоди, не само поради друго, каде што ти е зголемува точката на топење. Кога тогаш секој се откажува во спортот. Оне што се откажува многу покасно е оне што е повеќе издржал карактерно да тоа го направи. Кога сум бил пето одделение, трениравме во работнички и тренингот сабаје не почнуваше во 7:10. Со тоа што живеам во аеродром и тогаш живеам во аеродром, треба да трне дете на 11 години сам за да стигне до некаде, да стане во 6 сат или пред за да дојде во 7 на тренинг. Тоа од аспект не дека сум многу снаодлив, туку од аспект на определбата и она што се решил да го направи стврсто, уште од тогаш траело. Денеска се занимавам активно со спорт, активно играм баскет, играм обека на песок на градската плажа во парк што направи град Скопје. Секој утро станувам во 6, од 7 сум на фитнес, кај мене во аеродром во салата на Садански. Од 7 до 8 регнато за спорт, понатака продолжувам на работни обврски и ако направам паралела каков ми е работниот ден пред да спортувам, кога спортувам и кога не спортувам, можам да кажам дека оној ден кога сум спортувал сум навистина по-енергичен, по-свеж, по-фокусиран, по-концентриран и можам денот работа да го продолжам без проблеми до 7 и до 8 навечер, без при тоа да бидам уморен. И уште една пракса имам да барем еднаш канелно сабајле околу 5-6 наутро се качам до врвот на водно, се симнам и да продолжам на работа. Така да целта што ми е да кажам, и здравиот разум и фокусираниот разум и ум за работа му треба еден вид на филтер, на канализација на сета онаа енергија, условно кажано стрес или сите проблематики што ги имате во текот на денот, да ги канализирате низ нешто. Најдобар избор за таква канализација е спортот, без разлика било кој спорт и во сала и надвор од сала и пешачење или било што, меѓутоа колку повеќе се практикува, толку е подобро за самиот себе. Синиша, многу ти благодарам. Драги слушатели, ова е магистар Синиша Ивановски, директор на јавното претпријатие улици и патишта во град Скопје. Јас сум доктор Иванка Додовска, вие го слушате Концепт со Ина. Сега ви предлагам да направиме една кратка пауза за реклами и една мубава музичка номера да слушнеме. Владче, може? Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Саем на Медел од 24 до 29 мај на Скопски саем. Супер доживување за целото семејство. Искористете ги големите саемски попусти и освојте главната награда за посетители – новата Opel Corsa.
Радио Слободна Македонија. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not standing on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run. Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте повторно на концептот на денот. Јас сум доктор Иванка Додовска, мој денешен соговорник е почитуваниот колега магистар Синиша Ивановски, директор на јавното предпријатие улици и патишта при град Скопје. Синиша, зборувавме пред малку за вашето видување на спортот, спортските активности, вашите почетоци во младоста, вашите предизвици со кои што сте се соочувале, градењето на вашиот младешки дух, спортски, тимски дух и така натаму. Па во тој поглед би сакала моето следно прашање кое што мислам дека би им било интересно на слушателите е да ви го поставиме во однос на тоа дали вашето активно занимавање со спортот знам дека пред малку говоревме дека исто така сте голем љубител на кошарката, дури сте настапувале во име на факултетот на голем број на спортски активности и така натаму. Дали тоа сето тоа ви помогна, во изградбата на вашата личност и дали истата навистина делува врз градењето на тимскиот дух и на професионален план? Така, како што напоменав пред малку, од 11-та година ќе влегов, ми се роди нека љубов за самиот спорт, за кошарката и не сум никогаш тренирал некој индивидуален спорт, како, не знам, можеби боксот, тенисот, пинг-понг или кој да е, и се верува дека оние кои што добро се снаоѓаат во тимската игра, без разлика на кој спорт, кошарка, фудбал, ракомет или било што, после тоа продолжуваат и во самата работна средина, добро се снаоѓаат и во тимската работа, поради тоа што и во спортот и во работата мора да се случува да има една колегијалност, почитување на другите соработници или соиграчи во нашиот случај, да се споделуваат и убави и непријатни моменти, така да дали е работна средина од аспект на некоја работна организација или работна средина од аспект на спортска организација, а личниот став и ставот кој што го градиш истекот на годините како дел од едно поголемо нешто, она кој што е премногу важно. Доколку видите, во секоја организација и во секој спорт има така наречени клики. Тоа се луѓе кои што имаат малку спротивни мислења и цели од целта на организацијата или на спортскиот тим можеби понекогаш. Меѓутоа треба да се научи со нив да се справува човек. Околу градењето на карактерот, тоа е оној момент кога доаѓаш до точка на топење. Не можам се откажувам и пред да се откажеш кај да доаѓаш до некоја точка која ти вика понатака чекај уште малце маш. И онаа екстензија на црвената линија докај што мислиш дека можеш и докај што внатрешен глас ти вели дека уште малце можеш повеќе да постигнеш, е онаа придобивка според мене што имам добиено од спортот. Еве сега во денешно време модерно да здраво живееме, здраво се храниме, меѓутоа некој од нас поголем гурман, некој помал гурман, од време на време сум отишол до некој фастфуд место за да се почастам сам се што сега со некој сендвич, сум дошол до редот на кога треба бидам прв. Внатре ми саво некој глас што вика не, застани, не требало, излези надвор, отиди, земи спортове, нешто, храни се здраво, така да тоа се оние придобивки на спортот. И можеби за некој што се нема бавено со спорт професионално, не може се долови она чувство кое што се јавува во вас во оние тешки моменти. Кога не знам, кога треба да учиме нешто, ни се приспива, и она граница кога треба да продолжиме или да застанеме, кога треба да сработиме нешто со некој зададен временски рок, кога велиме не можеме премногу ова и она граница кога викаш не, уствари можеш да го направиш, тоа само треба малце поголема посветеност. Тоа е спортот. Значи спортот не е уживање, туку тоа е еден тренажен процес кој што многу често те доведува до линијата на работна издржливост и неиздржливост. И со текот на времето, како што се вели дека имаш повеќе кондиција, всушност имаш поголема физичка и психичка мотивираност и издржливост да продолжиш до на место кај што се застанал претходниот пат. Тоа е спортот, успехот. Застануваш до едно ниво, велиш дека наредниот период ќе се дадеш поголема цел, да постигнеш таа цел од точка таа дока што си бил, дока што треба да стигнеш, а внесуваш напор, внесуваш жртва, твоето време, твоето внимание, она се што е околу тебе го сообразуваш во твојот правец. И тоа е она што треба да го има секој спортист,
Секој лидер, секој што сака да биде лидер и секој што сака да сработи нешто на успешниот начин. Значи посветеноста и одлучноста. Навистина, Синиша е фасцинантно. Знаеш зашто поаѓам од себе додека говориш, сега си правам една ретроспектива и си помислив јас колку пати си сум се натерала да заминам од некое примамливо место каде што има забранета храна и морам да ти кажам дека речи си не се сеќавам дека сум направила таков, да речам, херојски подвиг да се откажам доколку сум влегла, ке сум отишла до крај, но знам исто така и дека со текот на годините, можеби порано во 20-тите една друга динамика, поинаку некако ги не одржуваше. Но еве, веќе 33-тата со добри чекори во 34-тата година, чувствувам дека ова што го кажуваш и дека многу подобро се чувствувам кога вежбам 3 пати неделно во сала, многу подобро се чувствувам кога пешачам, едноставно и уживам да пешачам. Јас и со градоначалникот на Скопје, господин Коце Трајановски, пред извесен период имавме можност да се сретнеме и разговаравме, му кажав за мојата навика, дека уживам навечер да прошетам по Партизанска, кај што е светло. И тој ми каже: "А па јас шетам секоја вечер во парк." И велам: "Како не ви е страв?" Рече: "Нема потреба да се плашите. Таму е сегда осветлено, значи има многу можности, дури и да не одите во сала, може една добра кардиоваскуларна вежба да се направи шетајки, нели, по простор, каже што има зеленило и така натаму, и навистина се согласувам и сметам и дека и нашите слушатели ќе се согласат со вас дека овие препораки треба да се придржуваме, бидејќи навистина имаат голем удел и за тоа каков карактер и со каква личност пред себе ќе се соочуваат, и исто така во животот да имаат многу поголема издржливост за голем број на предизвици и непредвидени состојби кои што и така неминовно доаѓаат, нели, како амплитуда. Така. За градоначалникот, пошто сум работам во улици Патишта, често имаме контакти со работка, навистина еден пример како треба да се спортува секојдневно и со дисциплина. Да, тоа беше фасцинантно. Јас не знаев за таа навика на градоначалникот и баш интересно беше, и сега го пофалиме покрај другите успеси. Постојаноста на спортот е наистина без разлика во која возраст си има свој бенефит и верувам дека целата енергија на градоначалникот да ги сработи сите оние проекти, добар дел од мотивираноста доаѓа и од спортот и спортските активности. Една друга паралела, кога веќе влегувате во сала, во фитнес центар или било каде, трчате таму 3-4 пати неделно доаѓате. И самото по себе ве обврзува да бидете одговорни кон себе, поради тоа што ако се храните прекумерно во количини на храна, ќе се кажете самите кон себе, потоаш јас џабе го трошам моето време поминато на фитнес, ако после тоа отидам во некој ресторан или дом отворен фрижидер и буквално се најадам. Да. Едно прислегува друго. Се почнал по здрав правец, терете го до крај. Ако застанеш некаде на 20 на дена, тоа е на точка што вика тренерите сите, кој почнал околу 30 од 20 од 31 се откажува. Ако после продолжиш понатака, на добар пат се да успееш во еден вид на оформување на своето тело и на својата линија. Навистина е така. Почитувани слушатели, вие слушате Концепт Соина, со мене денеска мојот почитуван колега и драг пријател магистар Синиша Ивановски. Јас сум Иванка Додовска, а сега ве поканувам да слушнеме еден краток блок на реклами и се враќаме веднаш во студио. Останете со нас. Бесплатно емитување. Горила продукција ви најавува по 8 години повторно концерт на Владо Јаневски во Скопје, Арена Борис Трајковски, петок 3 април. Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник 13 часот. Почитувани слушатели, јас сум доктор Иванка Додовска, вие слушате Концепт со Ина. Денеска мој соговорник е почитуваниот колега, магистар Синиша Ивановски, директор на јавното предпријатие Улици и патишта при град Скопје. Би сакала во интерес на времето и во интерес на нашите слушатели, од она што досега го говоревме, значи навистина Синиша, забележавме дека вие сте една исклучителна личност, еден релативно млад човек кој навистина представува пример во Македонија дека може да се успее, може да се има план, може да се има собствен приватен живот, може да се организира собствениот живот и со тоа да се биде успешен раководител на едно предпријатие како што представува предпријатието Улици и патишта. Сега, од таа причина би сакала да ве замолам, да ни кажете, нели, како директор на јавно предпријатие, имате можност да присуствувате на отворените седници на градското собрание. Па би сакала да знаеме колкаво е значењето на демократијата кога со концепти и ставови аргументираат советниците од различните политички опции и следствено на тоа, како го коментирате невлегувањето на опозицијата во македонското собрание? Така, статутот на град Скопје, но
може да се каже најважното тело во градот Скопје. Тој совет ги носи сите одлуки што се случуваат. Значи, началникот или па нека друга советничка група дава некој предлог, се дискутира на претходна комисија, доаѓаме на совет, каде што се ние главните уставно кажано кршења на копија помеѓу повеќе советнички групи и се доаѓа до некоја одлука. И кога спомнавме за паралелата, добро се каже следно. Во Советот на град Скопје имаме две главно спротивставени групината е она група која што има множинство и групата која што е во случајот во опозиција. И нормално дека опозицијата би требало да ги критикува некои дадени предлози за некој што се работи. И тоа е нормално, тоа е опозиција во секој демократско општество. Со тоа што имаме доста аргументирани и доста квалитетни дискусии. Што тоа на крајот ни донесува? Ни донесува бенефит да онаа точка што се предлага дали од градоначалникот на град Скопје, од некој сектор од градот Скопје, да биде навистина аргументирана, издржана и пред се во интересот на граѓаните на град Скопје. Поради тоа што на крајот на денот тој совет треба да изгласа со мнозинство, да изгласа таа точка. Она што има и опозиција во Советот на град Скопје, само по себе кажува дека онаа точка што ќе се усвои би требало да биде поддржана од опозицијата. И тоа налага да биде точка што е од интерес на граѓаните на град Скопје. Така да се развива една навистина добра дискусија за секоја точка што е дадена предлог на Советот на град Скопје. Од секоја точка, па дури од критика, ќе се научи нешто. Понекогаш има и советнички прашања, каде што некој советник, без разлика дали од опозиција или од мнозинството на мнозинската група во Советот на град Скопје, ќе каже дека некаде во некој пат кој што е во ингеренција на улици и патишта, имаме некој прекоп. Во тој што не е добро саниран, не знам, некој економски оператор или од било кој. Тоа е вака во тој момент негативно за улици и патишта и за мене лично, меѓутоа сепак го гледаме оној бенефит дека се запишувам некаде на страна и велам да, советничката е во право, ми ќе давам налог дека утре треба да се појавиме таму на терен и да го санираме тоа. Така да постоењето на две спротивставени мислења, постоењето на опозиција во една институција како што е Советот на град Скопје или како што е парламентот на град Скопје во секој случај е максимално позитивно за демократијата и за правилни превземени мерки, проекти или пат закони во нашиот парламент. Доколку секогаш има страна која што е во право и некоја страна која што е помалце во право, не е во право. Меѓутоа е добро да го слушнеш и она мислење кој што е различно од твоето, затоа што дел од него понекогаш е аргументирано, понекогаш може би од некои други поводи трнато, меѓутоа ќе научиш нешто. Така. Секогаш од спротивното мислење се научи, секогаш од соговорникот, иако има спротивни ставови од тебе, треба да го слушаш, да му навлезеш во логиката од која што тргнува и да научиш нешто од тоа што ти го вели и да го употребиш. И тоа се случува во Советот на град Скопје и е одлично што таму имаме опозиција. Многу ми се допаѓа ова што го кажувате, знаете од кој аспект? Баш во изминатиот период со целава оваа ситуација во државата, наметнувањето на вештачката криза, со од страна опозицијата, невлегувањето во македонскиот парламент и целава оваа, наричам, не знам сега, не би сакала да употребам некој несоодветен збор, но целава оваа би рекла папазјанија со која што се соочуваат македонските граѓани, остава впечаток на крајот од денот дека не се ни знае зашто почнала целата приказка и дека се што опозицијата на почетокот на денот ќе го најави, на крајот на денот добива сосема друго значење и се дефокусира скросото на целосно, се извинувам, од она што е ако некаква поента. Па, оттаму сакајќи да се задржам на основите и на она што е платформа, за да би можела јас да го следам целиот процес. Предпоставам и вие како политиколог, тоа ни станува професионална деформација, да ги следиме општествените процеси, девијации кои што настануваат и во Република Македонија и во регионот. Знаете, често пати знам на дел од колегите кои што ги познавам и кои што се припадници на опозицијската Социјалдемократски сојуз, да им го поставам следното прашање: зошто сметате дека во парламентот на Република Македонија не можете да ги остварите овие барања и не можете да постигнете консензус или да влијаете едноставно да бидат подобри одлуките на она што ќе биде предложено од страна на владата, од владачкото мнозинство и така натаму? Значи, идентичниот одговор кој што го добив од сите е дека не постои диалог и дека е констатирано дека нема ништо да биде усвоено од страна на мнозинството и тие причини тие не гледат причина да се активираат. И на тоа не можам да не искоментирам, Сениша, дека можеби не се доволно агилни да ги убедат своите колеги од позицијата
дека можеби некои аргументи треба да бидат прифатени. Не зборувам за насилие, не зборувам за вулгарен говор, не зборувам за подметнувања, туку зборувам за една агилност, една политичка агилност, која што ќе претпоставува повеќе комуникација со своите колеги од парламентот, повеќе пиење кафиња, повеќе влегување во пратеничките групи, повеќе давање на аргументи, транспарентно, значи однесување со кое што ќе се осети и граѓаните на Република Македонија ќе го почувствуваат позитивниот дух, преку кој ќе можат навистина да веруваат во институциите, значи во институциите на система, дури на оние институции кои што се представници на една опозиција која што не има извршната власт во своји раце. На тој начин се градат, ми се чини, демократските институции и зајакнува државата од внатре и многу потешко е и на самата позиција, ми се чини, во тие услови да функционира на начин кој што би можел да дозволи да отиде некогаш и во погрешен правец или да погреши, бидејќи тука секогаш ќе има некој коректив. Претпоставам тоа се случува на едно микро ниво во Советот на град Скопје, кој што нели секогаш ќе чукне на врата и ќе рече овој аргумент не ви држи, ова треба да се прифати, ова не. И така натаму. Од тие причини мене ме интересира, значи дали сметате дека ќе има некаква разрешница, дали во Република Македонија постои потенцијал кој што ќе може да ги придвижи работите од оваа негатива во која што сме во моментов кон еден позитивен, еден тренд на искачување на подобрување на меѓучовечките односи. Еве, ако тоа е возможно во град Скопје, зошто да не е возможно и на ниво на Република Македонија во Македонското собрание, во законодавниот дом? Дали може прво се надоврзам само за накратко. Рековте дека добро да има во собрание да има две групи, да има опозиција и да има позиција. Еза, самиот збор пратеник вели дека некој те пратил. И не вела џаве представник на народот. Така. Кога си кандидат за пратеник и кога бараш гласови од одредена изборна единица, одредено населено место, им велиш дека ти ќе ги представуваш нив и дека нивните интереси преку таа личност ќе ги слушнат сите во државата, односно сите политички фактори од аспект на влада, на министри, на било кој. И затоа имате сите пратеници канцеларија, пратеничка, приемни денови, каде што луѓето што ги гласале, можат да дојдат таму, да кажат дека, не знам, например, во некој рурално место, при големи обилни дождови се прават поплави на каналите или се запушуваат, или им треба канализација, атмосферска, фекално осветлување или било што. Сега тие луѓе, кои што претходно изгласале некои пратеници, немаат на кому да го кажат тоа, а истите тие пратеници што ги нема во собрание сега, за време на кампања иделе од човек на човек, им викале, дајте за мене глас, јас кога ќе има нешто потреба, ќе ја представам во парламентот. Нема кој да ги представува. Зашто гласале за нив? Тоа едно сега ми дојде како мислење, ми тоа затоа видам дека здраво да има опозиција и оние што бил избран за пратеник, да оние да ги спочитуваат тие што гласале за него и да ги зачува и да ги представува, презентира нивните интереси од секојдневното живење. Тоа ми е првото. Второто е, ќе кажам сосема политички, како млад човек, не ми е пријатно да живеам во вакво општество, со вакво нездраво политичко однесување. И незрело. Затоа што не може да дадеш на избори со фингирани, жаргонски кажано, финти, или со било што. Се доаѓа на избори со програма. И тие така наречени бомби во моменти ќе губат она слушаност. Не е она што сака да го слушнат луѓето. Од време на време, ако се појавам се уште до некој рурално место, никој не ги спомнува ситуациите актуелни, сите велат дека им треба пат или им треба санирање на некој пат или им треба некој водовод или било што. Значи луѓето ги интересираат конкретно завршени работи и конкретни проекти. И тоа е она кон кој што сите од државата, поготово оние фактори кои што имаат поголема моќ на влијание, на одлучување, дека луѓето во Македонија ги интересира економијата, ги интересираат работните места, ги интересираат инфраструктурните проблеми, ги интересира здравството, медицината, образованието, спортот и ред други работи. Так. Тоа е тоа кон кој што треба сите да се стремиме и лично верувам дека треба да има завршница целата ситуација во Република Македонија, меѓутоа таа треба да биде во кругот на институциите. Така. Тоа е еден здраворазумски однос кој што претпоставувам дека и нашите слушатели многу добро веќе го разбираат. Синиша, јас исто се чудам и не можам да сватам на вистина колку и да сакам да се абстрахирам од целата оваа работа. Например, неминовно не повлекува целиот бранд на негативна енергија назад.
еве на пример во градот, еве во главниот град се осеќа таа поларизација можеби најсилно, бидејќи често пати имаме прилика и да ги гледаме голем број на протестанти кои што почнат да изникнуваат како печурките, средношколци не сакаат математика да полагаат, те не знам студенти не знаат зошто се уште не се распуштиле, те не знам одредени други групации кои што имаат вакви или такви побарувања и желби така натаму, што од една страна не ми пречи, бидејќи и тоа е еден легитимен начин за изразување на волјата на граѓаните, особено апропо она што го спомена и ти претходно, кога вие ќе го доставите својот глас на пратеници кои што нема да се одважат, ќе земаат плата, ќе им тече работниот стаж, но нема да одат во собранието и да си ја завршат својата работа, барем да се потрудат преку говорницата да испратат порака до своите гласачи, дека ете, вие не гласавте, ние се бориме, овие не попуштаат, ама ние не се откажуваме. И тоа е некаков позитивен сигнал за оние кои што излегле на избори и го дале својот глас за одредена политичка опција, што е апсолутно легитимно и мораме да го заштитиме и да се бориме до смрт за тоа право на секој граѓанин на Република Македонија. Но она што се продуцира како една негативна енергија која што постојано се акумулира во општеството и која што и преку опозицијските медиуми се форсира како еден мрак тоталитаризам, во суштина ценам дека е една голема игра на одредени структури кои што вечно сакаат да останат, ми се чини. Не знам какво е вашето мислење, но моето чувство е дека вечно сакаат да останат на власт. Значи и не сакаат тоа да го добијат на легитимен начин, бидејќи веројатно ги потценуваат граѓаните и гласачите и сметаат дека не се достојни да определат, или ако се група земјоделци ги сметаат за неподобни. На времето има или лидер кој што ги раководеше и така натаму ги држаа под контрола. Ако се не знам стечајци, ќе ги распрснат со неколку афери, со неколку притвори и така натаму и тие ќе бидат под контрола, но нема да ги респектираат како луѓе, ниту пак ќе се обидат да направат нешто со што би ја поправиле ситуацијата. И сега, гледајќи од аспект на кон оваа владина гарнитура без апсолутно никаква пристрасност, можам да кажам дека она што посебно сепак оди на позитивното конто на власта, која што секогаш е најранлива, бидејќи постојано е изложена и на критики, на грешки, на пропусти, е тоа дека таа навистина огромен дел од своето време покрај програмата со која што настапи, која што се обидува да си ја спроведе како што ветила пред електоратот, таа се зафати со расчистување на еден голем број на туги проблеми, заостанати проблеми од изминативе 25 години од самостојноста на Република Македонија. Вака еден краток коментар, дали би можел да ни дадеш? Ја можам да ја симнам топката на уште поедноставно ниво и да поедноставам целата ситуација и да завртам ситуацијава кон економскиот аспект на нова работа, па ќе се доврзам и одговорам на прашањето. Гледаме дека владата има силни заложби за економијата. Значи, самиот премиер имаат економска група која што патува во огромен број на високо развиени земји во целиот свет, каде што ги презентираат сите поволности за инвестиција и во ред, тоа до сега со некој плод вроди. Дали Ван Хол, дали Дрекслер Мајер и ред други. Видите, големите компании помеѓу нив си имаат комуникација. Ако дошол Дрекслер Мајер во Македонија и треба нека друга голема компанија да инвестира, пошто му се презентирани сите услови и поволности, по некоја линија ќе се јават во Дрекслер Мајер и кажат луѓе, како е во Македонија? Океј, добивте ли услови, тоа што ви ветија за по симплифицирани, поедноставени процедури, дали ви го исполнија. И така, тоа е една добра позитивна клима, која што од компанија на компанија се шири и кој што ги мотивира другите да дојдат тука. Значи, верујте ми дека сигурно секоја компанија пред да дојде овдека, прво би се јавиле со обраќања до оние компании кои што веќе инвестирале во Македонија, да го споделат искуството што го добиле во Македонија, согласно тоа искуство, согласно на поволности што ги имаат, одлучуваат дали ќе дојдат или нема да инвестираат. Меѓутоа, ова е еден момент. Паралелно е што во самата историја, па и светска историја, дека оние скандали околу прислушување или ред други работи, се многу поинтересни за сите медиуми, него било која друга економска, политичка ситуација или било што. Па и денеска многу силно стежно се сеќаваат во Америка за Watergate скандалот на Никсон, или што е Ерик Сноуден, или Викиликс, или што е прислушкувале Меркел, и тоа е она црна точка што останува. Паралелно, кога на CNN објават дека некоја силна компанија инвестирала во Македонија, они паралелно објавуваат дека можеби кај нас има некоја политичка, не баш криза, ама ситуација во која што се наоѓаме. И сега компаниите што би требало да инвестираат во Македонија, од една страна ги слушаат оние поволности и позитивни искуства од компаниите кои што влегле во Македонија веќе, меѓутоа од друга страна ги слушаат и оние вести кои што ги
ги споделуваат врз база на она што го прави опозицијата со своите така наречени бомби. И тоа не е вака општо добро. Не е предна ситуација. Долгорочно има голема штета. Тоа се прави огромна штета на Македонија, а целта на таа штета, мислам дека ти самите не се многу фокусирани на тоа, со некои монтажни разговори, да се направат, па гледаме сега се прават некои песни врз база на тие разговори, како еден вид на иронија ги прават, меѓутоа по друга страна се доказ дека многу лесно може да исечеш разговор од било кој што го збори, многу лесно да се оставиш на целина. Така да не е ситуацијата не е пријатна воопшто, поларизацијата за жал меѓу населението постои, иако не би требало да постои, сите би требало да бидат свртени кон позитивни, конструктивни размислувања и идеи во општеството, и искрено верувам дека за брзо време здраво е и би требало да заврши целата ситуација, поради тоа што наместо енергијата да се фокусира кон позитивни дејства, кон позитивни размислувања и идеи, креативни решенија за подобрување на животот во Македонија, а енергијата се фокусира да се направи некој средношколски протест или студентски протест или било што. Да. Сепак енергијата на опозицијата треба да насочи кон институциите, кон парламентот или кон што и да е, и преку тие институции да се решаваат сите проблеми во државата. Многу ти благодарам, Синиша. Ние ќе продолжиме уште малку со разговорот, а вие, почитувани слушатели, останете со нас. Ова е Концепт со Ина. Јас сум Иванка Додовска, а сега ви предлагам да слушнеме еден краток блок реклами и уште една македонска музичка номер. Бидете со нас. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: Дворски игри, од маздата на ученикот. СДСМ јавно призна, Груевски има легитимитет. Интервју, Владислав Гинко. Анкетите за НАТО и за ЕУ се неточни. 14 години подоцна. Што е исто, а што различно? Гасификација на Македонија. Доаѓа времето на ефтини енергенти. Со секојдневни нови информации следете не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 20 март. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk 100% природен витамин С, ацерола, таблети за џвакање за деца и возрастни, без додаток на шеќер, моќен антиоксиданско и гојак на имунитетот, природен извор на здравје. Ацерола од алкалоид. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Саем на недел од 24 до 29 мај на Скопски саем. Супер доживување за целото семејство. Искористете ги големите саемски попусти и освојте главната награда за посетители. Новата Opel Corsa. Радио Слободна Македонија.
sila kakva nema, ti si sila što me tera, Božji glas da čujem, o sebe što me kreva, večna ljubav ja zabaram, večna ljubav slove dodana i dan. Концепт со Ина. Понеделник, 13 часот. Почитувани слушатели, вие сте на концептот на денот. Јас сум Иванка Додовска, а денеска, како што добро знаете, со мене мој драг соговорник е магистар Синиша Ивановски. Синиша, зборувавме малку околу некоја општествена паралела на градско, на локално ниво и на ниво на државата во однос на институциите, собранието на градот Скопје со парламентот на Република Македонија. Но она што мислам дека и нашите слушатели ќе ги интересира е прашањето од тоа од кога стапевте на функцијата директор на јавното предпријатие за улици и патишта па се до денес. Кои се предизвиците со кои се соочувате и колкав е предизвикот за одржувањето на виталните аорти на градскиот живот? Така, од кога почнав да работам во улици и патишта, се дадов едни приоритети, како што претходно како граѓанин или учесник во собранието ги доживував, си реков дека оние улици кои што се одржување на град Скопје улици и патишта, дека нема да има дупки, или ако се појават дупки, дека за многу брзо време ќе бидат отстранети, односно ќе бидат санирани. Нема поголема, уставно кажано, нервоза од тоа кога учесник во собранието ќе удри во некоја ударна дупка на улица. Тоа е навистина непријатно, 21 век сме, современо општество сме и мислам дека работиме по тиркови кои што не треба тоа се случува. И она второ кон кое што се фокусирав е да го одржуваме оној зелен бран, да нема гужва во собранието. Но на првото се уште останувам дека не треба да има дупки пошто улиците во град Скопје, самите улици имаат ингеренции. Дел се на град Скопје, тоа се оние големите улици, Илинденска, Партизанска, Гологанов, Јане Сандански, Трета македонска бригада, сите оние големи булевари, суверни магистрални улици, има општински улици кои што секоја општина во град Скопје си има ингеренции врз истите. Тоа е кога ќе скршнеме некоја главна улица, према некој стамбен објект, индустријски објект, што нема семафори. Во принцип тоа се оние улици што ги одржуваат општините. Улици и патишта град Скопје се надлежни за главните градски улици и се трудиме да нема воопшто дупки. И сега задниот последниот период е актуелно и се семафорите, оно што оној систем кој што го вградивме, го вгради град Скопје за соба од која што се управуваат семафорите во град Скопје. И првично се појавија некои, може да кажеме како детски болести. И сметаме дека во 4 сат или во 8 наутро има 4 попладне, или во 8 наутро има гужви, она што го викаме оној rush hour популарно, и дека има застои големи. И допред некој време навистина бев на тоа мислење. Сега морам да кажам дека не го споделувам, сметам дека имаме добра поточност на собранието, поради тоа што нема метропола. Пред неодамна бев во Виена, имав шанса да отидам и во Милано и било каде, па и во Белград, и во Загреб, во време на шпицовите, 3 километри се возат минимум 30 минути. Во Њујорк и по 1 сат, во големи градови, така да проточноста на собранието во град Скопје е навистина на многу солидно ниво. Тоа што ние не сме научени, дека ако сакаш да не користиш јавен превоз или велосипед како алтернативен превоз, ако сакаш да стигнеш во возило, дека не може да стигнеш за 10 минути од аеродром до Карпуш или од Киселавода до Ѓорче или од Бутел до центар, туку тоа ќе трае малце повеќе. И тоа е многу нормално нешто и како размислување мора да се отрне дека за 5 минути ќе стигнеш од дома до работа или до било кое место во 8 наутро или во 4 попладне. Тоа не е возможно во ниеден голем град во Европа или во некој поголем светски центар и не е ни во Скопје. Сепак Скопје има над 600.000 жители. Паралелно
се пофалив дека ние во град Скопје прошируваме булевари и дека навистина се работи, градчалникот работи многу на инфраструктурата, каде што сме имали случаи да се насмеат, да викаат луѓе, вие сте во обратен правец. Да. Како? Ние ги намалуваме. Зашто? За да се вози многу повеќе велосипед. Так. Да се вози се помалку автомобили. И она што и градчалникот го има тој слух за велосипеди, годинава навистина ќе се обрне внимание, лани тоа се почна да се изградбата на многу велосипедски патеки. И еве гледаме дека на повеќе локации во град Скопје заштитуваме со столбчиња тротоарите. Имаме за жал и негативни реакции од некои станари, од некои што тој тротоар го узурпирале секојдневно завршувајќи некои своји потреби, меѓутоа личниот мој став е ставот на град Скопје и на секторот за сообраќај дека тротоарите мора да се слободат, првенствено за пешаците, за мајки за коли со колички, со лица со посебни потреби, за велосипедисти, дека тој алтернативен сообраќај во град Скопје мора да почне да функционира засилено и да ги следиме оние стандарди кои што владеат секаде во Европа, па и во останатите континенти, дека велосипедизмот мора да биде на повисоко ниво и да се користи алтернативниот превоз. И тоа е нешто од кое што нема да има отстапување. Синиша, јас многу ти благодарам. Драги слушатели, веќе сме 4 минути пред 14 часот. Во интерес на времето, мислам дека нашиот разговор можеме уште 1 час да го поминеме без никако воопшто да осетиме. Јас не се сеќам како почнавме, а еве веќе уште малку треба да ја одјавиме емисијата сосема за крај. Во интерес и на понежниот пол, како млад и атрактивен и навистина перспективен човек. Кој е Синиша Ивановски приватно и што би им порачале на младите луѓе во Република Македонија? Приватно, како да млад човек, баш онака од сите нормални аспекти и перспективи, најнормален, сакам се забавам, кој што сака се забавува секој. Сум огромен филмоман, значи не уживам во ништо повеќе од тоа да изгледам еден добар филм, тоа го правам секогаш дома. Ретко посетувам кино, поради тоа што дома така ми е една пријатна атмосфера за гледање филмови. Електронската музика ми е слаба страна. Порано во Скопје беше едно балканско седиште за електронска музика. За жал, толку тоа се разневети, толку Скопје сега не е центар на електронската музика, па морам да видам што има во Софија, што има во Белград, да ја посетувам, иако се уште останал некој клуб 2 како сектор, например, што ја негова таа музика. Уса женскиот пол, нема што да кажам, ја си го почитувам многу. Моментално така полу време и немам ни девојка, меѓутоа па и врските не ми наложуваат во моментов да се фокусирам целосно на тоа. Меѓутоа тоа се работи кои што не се планираат, туку едноставно, иако звучи клише, се сретнуваат двајца луѓе и се случува некоја поврзаност помеѓу нив и сепак верувам дека од Бога е дадено да се сакаат жената и мажот, а жената и мажот и како такво и го почитувам и традиционално сум фокусиран на тоа и некој ден ако можам и дури 5 деца ги сакал да имам. Да, еден кошакарски тим да се направи да спортот го подигнеме на повисоко ниво како фамилија. Мислам дека тогаш со процентот на раѓање во Република Македонија ќе ти треба дури 3 жени за такво нешто. Не, сепак верувам во љубов и дека една избраничка би била сосема доволна за целиот живот. Синиша, ти благодарам од се срце и од моје име и од името на нашите слушатели за денешниот истрпен разговор. Драги слушатели, се надевам дека уживавте денеска, многу поблиско го запознавте нашиот млад и перспективен директор на јавното претпријатие улици и патишта при град Скопје, магистар Синиша Ивановски, мој драг пријател и се надевам повторно, Синиша, ќе ни дојдеш во студиото. Апсолутно, Ина, ти благодарам што ме покани и благодарам сите што одвоја дел од своето време да не слушат. Војно должам извинување малце поради мојот глас што е зазипнат, меѓутоа да повторам, тоа ми повторно од спортувањето рано наутро. Во брзо време ќе се оправам и се надевам дека ќе се видиме повторно во исто студио. Ти направи навистина голем гест, бидејќи не одби, дојде, значи, иако имаш ларингитис, иако си настинат не се откажуваш, и тој убав пример и за младите и за сите, значи, слушатели да имаат мотивација и да се одржат на тоа што го имаат зацртано во една позитивна насока. Почитувани слушатели, бидете ми здрави и живи, имајте убава работна недела, ви посакувам да останете на брановите на радио Слободна Македонија, кој што е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Дудовска, уредник и водител на емисијата Концепт со Ина. Денеска е 23 март 2015 година, точно 1 минута пред 14 часот, продукција Радио Слободна Македонија. Имајте убав ден. Концепт со Ина е интерактивна емисија
во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаења и размена на искуства од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите.